Антикорупцијска може да остане без председател до завршувањето на локалните избори. Според собраниските процедури на првата наредна седница претениците ќе ја констатираат оставката на Татјана Димитровска. Од законодавниот дом на прашањата на Алфа велат дека угласот за нов прв антикорупционер ќе се распише веднаш по констатирањето на оставката. Откако ќе истече рокот, сите пријавени треба да бидат интервјуирани од претениците, па селекција за на крај гласање. Со оглед на тоа дека за најмногу 10 дена ќе бидат распишани изборите, постапката може да се пролонгира. По констатирањето на оставката следи распишување на јавен оглас, пошто од пријавените кандидати ќе се изврши избор на нов председател на ДКСК. За понатамошните чекори, како и временската рамка за спроведување на процедурите, јавноста ќе биде навремено информирана. Димитровска поднесе оставка до собранието во петокот без образложение за истата. Поранешни антикорупционери се скептици дека наскоро ќе биде комплетирана комисијата која има значајна улога во борбата против корупцијата, а актуелните членови според упатените треба да се заложат за забрзување на процедурите. Сега како комисијата ќе функционира без председател, треба да реагира по забелешки без председател. Штетата е направена, сега зависи од нив како членови колку ќе се вложат да пробаат да ја завршат целата работа и таа штета што е направена да биде што помала, но не верувам сега дека може да се стигне. Телото е колективно и може да функционира, но довербата и легитимитетот се подкопани со обвинението за Димитровска, дополнува поранишниот антикорупционер Горан Трпеновски. Му е оштетено или повредено право и треба да поднесе до антикорупцијска за сомнежи за корупција, за судирна интереса, самата председателки, самата комисија инволвирана. Значи, тука нема легитимитет, знаеш, све е добро, значи може да функционира, но нема легитимитет. Првата антикорупционерка во оставка обвинителството ја товари дека на пријателска база му давала информации за предмети на екс-директорот на ТЕЦ Неготино, Небојша Стојановиќ. Димитровска е обвинета и за компјутерски фалсификатот и лажно го положила испитот за добивање сертификат за службена тајна, односно поранешен колега ревизор Миле Столевски полагал во нејзино име. И тој исто така е обвинет, а Столевски ќе оди на работ, но според информациите од ДЗР нема да работи на ревизии. Во меѓувреме Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации го повлече сертификатот на Димитровска и со тоа практично таа веќе нема пристап до класифицирани информации. Се прават и дополнителни проверки, пошто Дирекцијата може целосно да го одземе безбедносниот сертификат.